Во вестите на Канал Вис разговараме со Ирина Георгиева од Младинскиот совет, а повод за нашиот денешен разговор е таа набиена празнична агенда која што младите од Младинскиот совет ја имаат за престојниот период во новогодишно-божикниот амбиент кој што го имаме во нашиот град, а тие имаат и неколку настани кои што ќе ја збогатат таа празнична атмосфера. Ирина, пред се добре дојде во вестите на Канал Вис и јас би сакала за поканата. Така, и јас би сакала веднаш да поминеме на она што ќе се случува утре вечер или утре попладне на Струмичкиот градски плоштад. Станува збор за еден хепенинг кој што по втор пат го имаме во градот. Каков настан е предвидено утре? Така. Значи, сите сме свесни дека во овој период празничната еуфорија владе и сакавме малку да ја збогатиме таа атмосфера со тоа што ќе ги вклучиме основните училишта да ни направат еден преубав концерт на градскиот плоштад. Го замисливме, бидејќи овај проект го имавме исто така еднаш веќе во 2013 година и се покажа како доста успешен, имаше многу големи иницијативи од родителите повторно да го реализираме истиот настан. И токму поради тоа инспирација добивме да ги собереме повторно сите 2000 ученици од прво до петто оделение на градскиот плоштад утре во петок на 29 декември во 16 часот да ни испеат две новогодишни песни со што би ја збогатиле самата атмосфера на градскиот плоштад околу елката. Меѓутоа ние нема да бидеме Младински совет доколку не додадеме и нешто хумано во самиот забавен карактер од проектот. Така да сите деца кои што ќе дојдат на овој настан имаат за задача да донесат свое пакетче со одредена донација која што подоцна ќе биде наменето за деца од социјално загрозени семејства, со што би им помогнале и нив да се почувствуваат малку подобро во овие моменти кога сите треба да споделуваме радост и среќа. Така. Токму на плоштадот имаме уште неколку интересни настани кои што ќе се случуваат следниве денови, а мислам дека веќе вечерва или утре ќе бидат поставени и дрвените кукички кои што треба на некој начин да ни дадат многу потопла атмосфера. Што се е предвидено да имаме таму освен топли напитоци кои што би можеле да ги купиме? Бидејќи добивме многу позитивни коментари за тоа како е украсен нашиот град, добивме исто така и предлог да се постават дрвени кукички кои што на запад ги има многу во сите поголеми градови и токму од тука тргнавме прва година во Струмица да поставиме 4 дрвени кукички кои што ќе бидат распоредени околу елката. Денеска веќе се поставуваат и од утре ќе бидат во функција, ќе бидат исто така украсени новогодишно, имаат за цел да ја збогатат малку таа атмосфера, да може секој да дојде да поседи, да се напие еден чај. Ќе имаме исто така изложба и на украси кои што ќе бидат изработени со исто така од наши членови. Ќе имаме продажба на честитки, се ќе биде во духот на новогодишните и божикните празници. Исто така овие кукички ќе стојат на градскиот плоштад од утре па се до 10 јануари. Так, значи за време на празниците. За да може да имаме малку побогата атмосфера, замислено е секој ден да имаме поодреден настан и така утрешниот настан е всушност и првиот од низата на настани кои што ќе се реализираат. На 30 декември имаме уште еден настан со Сдруженијето Animal Lovers кои што на градскиот плоштад ќе организираат од 13 до 16 часот вдомување на кученца. Ќе се пополнуваат формулари за вдомување. Колку кученца имаме за вдомување или пак дополнително ќе се утврдува според заинтересираноста? Да, според заинтересираноста ќе бидат донесени кученца за вдомување. За сега имаме доволен број. Сметаме дека ќе се покаже исто така како убава акција, да може да ги поттикнеме луѓето и да вдомат некое животно, бидејќи сега се периодот кога фаќа голем студ и навистина е потребно. А и таквата љубов е кон животно секогаш е многу пријатна и топла, посебно во ваквите моменти. Можеби некој ќе се одлучи и да подари на некому кученце. И малку љубов со оглед на она акцијата на труење масовно што ја имаше низ цела држава. Да, токму и затоа сакавме да го вклучиме и овој аспект, така да освен тоа после 19 часот во склоп на истиот настан настапки имаат и One Way Dance Studio. На плоштадот, на отворено? На самиот плоштад, да, на отворено, тука околу елката.
Од 3 до 4 секој ден ќе имаме двата дена, значи со ред ќе имаме настап на локални бендови, каде што ќе можат граѓаните слободно да дојдат, да уживаат во празничната атмосфера и да се забавуваме сите заедно. Всушност ќе ги имаме кукичките на забавата, не само на празничната атмосфера и на светилките. Ќе постојат тука, значи кукичките ќе бидат за сите граѓани. Да, движење ќе има, ќе може да се дружат, да направиме некоја атмосфера слична како што е и во Западот, бидејќи ние заслужуваме. Супер. Мене ме интересира уште, бидејќи секоја година кога имаме божикниот концерт, традиционалниот веќе и хуманитарен, што ќе се случува оваа година? Имаме еден јубилеј кој што се заокружува од правењето на овој убав настан. За кога е пак резервиран и од прилика или некои генерали за самиот настан? Настанот, како што знаете, веќе традиционално се одржува. Можам да кажам дека картите се распродадоа за рекордно време и повеќе картите не се на располагање, токму и поради тоа и ние сме многу горди, бидејќи се докажа дека ваквиот концерт е многу успешен. Еден бренд станува во овој град на... Талентите од Јане Сандански се спремни и се веќе возбудени. Тие имаат проби константно секој ден. Се спремаат и се надеваме дека навистина ќе помине една убава атмосфера. Оваа година темата која ќе биде? Темата ќе биде евровизиски настан, некој во тој контекст одиме. Ги пееме хитовите од Евровизија? Па да. Ќе биде од повеќе земји застапени песни. Ќе биде интересно и ги покануваме сите кои што се заинтересирани да дојдат и да присуствуваат на самиот концерт. Ирина, имате навистина интересна понуда, богата програма за овие денови. Се надевам дека ќе биде и посетеноста на завидно ниво на сите настани поединечно и дека ќе имаме можност да зборуваме за уште многу вакви настани кои што ќе се организираат од Младинскиот совет. Ти посакувам убави празници пред се. Благодарам, убави празници и вас, на сите гледачи, и ве покануваме сите да дојдете и да присуствувате на градскиот плоштад од 29 до 4 јануари. Ти благодарам. Благодарам.